ден во уште едно издание на Плетенка. Верувам дека можеби дури и по нас да ги местите часовниците колку сме точни. Доколку оваа недела помина, се надевам дека помина во знакот на Евровизија 2013. Сигурно гледавте како изгледаше вчера финалето и ете, од Малме ќе се пренесе во нивното соседство во Данска. Значи, претставничката на Данска победата ја носи следната година токму во Данска. Денес се одбележува и денот на занимањето од светот на Џеки Кенеди, жената која што ги воведе француските шапки и стилот и естетиката, а ние воведуваме повторно убавина, радост и веселба токму во нашето студио. Овој пат ќе се дружиме со нашите драги пријатели. Со нашите драги пријатели од Валандово. Или спомнам на почетокот Евровизија, ние во Македонија, кога се работи за фолк сцената, си имаме своја Евровизија, тоа е Валандовскиот фолк фестивал, кој што годинава ќе се одржува на 7 и 8 јуни, а до година еден прекрасен јубилеј, 30 години од Фолк фест Валандово. Предпоставувате денешнава емисија посветена е на Валандово. Ние во текот на неделата патувавме во овој прекрасен град на југот од Македонија. Мора да кажам дека во овој период климата е навистина прекрасна во Валандово, расветени градини, климата е секогаш убава во Валандово, знаеш зашто? Провеува и Медитеранот. Заради местоположбата, а многу повеќе заради луѓето, бидејќи луѓето го прават градот, луѓето го прават местото, а велат дом е местото каде што сметаш дека ги имаш вистинските пријатели. Па наш дом беше минатата недела Валандово. Валандово и еве предлагам на самиот почеток низ слика, низ говор да ве пренесеме на кратко со убава разгледица за Валандово. Еден ден во Валандово запишува многу спомени. Спомени во вашата душа. Пладне е. На небото ни еден облак, а ветрот не престанува да се грие низ широките крошни и да ги задева расцветените калени, рози, расцветаните липи и веќе фатените плодови од киви и јапонски јаболка. Се шири мирис на скоро изваден печен леп од фурна. Балконите накитени со разнобојни цвеќиња. На плочникот, низ шеталиштето, ве поздравува секој како да ви е роднина или не баре најдобар пријател. Можеби и не се сите срекни и задоволни, ама насмевката им е како навика. Ако застанеш под јаворот, за кој младите на шега, местото го викаат Чаршински факултет, ќе допреш до приказната за античкиот град Исар кај Марвинци, за што сведочат римските мозаици. За византискиот период, во кој Валандово бил нарекуван Мал Константинопол. За цветниот град од средниот век, за овие поплочени улици, по чии чекори со векови се везеле и шепотеле богатите приказни за историјата. Во тој чудесен допир со вековите, го замислуваш патот на свилата, маслото, калинките, грозјето, пастрмата. Време во кое занаетите цветале, а ова место ги вкрстувало сите правци низ кои движеле трговци, кираџи и каравани натежнати од вредна стока. Ветрот не престанува, шумоли и мајсторски ги бира мирисите на роза и анамска рака, на липа и рузмарин, на анасон или како што некој рече, како насон, те допира медитеранската насмевка, очекувајќи дека можеби веднаш зад првиот агол ќе ве светне морското синило. Ете такви чувства те минуваат низ главата. Оваа цветна и зелена долина, овошните вкусови и домашната здравица, која како звонче одекнува во секој двор, домаќински. Од срце ви пожелува добре дојде во градот на калинката, во градот на песната, во градот полн со историја.
сакам валандовчани, прво заради енергијата која што ни ја носат, а второ заради тоа што можеби и од овој момент сега што го имаме ќе видите и самите. Не постои двор во Валандово или на улица, дури ако прв пат доаѓате во овој град, а домакините да не ве поканат на сладко од смокви, на сок од калинка и на домашна раќа. Еве, добар ден, ќе им посакаме на Шинка и на Станка, нашите, јас би рекла, златни раце. Овој пат ни донесовте многу работи, многу ракотворби, а мајде ќе почнеме прво од она што значи секоја куќа мора да биде почестен домакинот со сладко од смокви. Ние ово го викаме дива смоква, сладко од диви смокви, а ово е сладко од зрели смокви и најкарактеристично за нашиот крај е маџуни. Варен во специјални тави, што го викаме ние маџунски тави. Ке дојдам овде поблиску и до Станка. Со Станка неколку пати снимале можност да разговараме и да видиме дека навистина кај не е еден мал етнолошки музеј, голем број на ракотворби, пренесено од генерации на генерации. Така ли е, Станка? Така е. Од моите прабаби, баби, мајки, стрини, тетки, така да јас ги обнових овие модели, а некои се сечувани и од нив парчиња многу стари. Да, овде имаме едно парче коприна. Ова парче е од коприна, домашна изработка, целосно на ръка, тоа се конаčno од кожурци се праве и се ткаи на домашни разбои. Исто се овие и тие се стари работи од свила изработени од нашите баби. За жал денеска свилената буба е изумрана. Исто така и памукот бил многу засаден. Дури бело поле се викаше порано. Многу памук и многу памучни производи. Сега децата не умеат да весат, не умеат да плетат? Или некои знаат? Некои знаат и покажуваат интерес, затоа сме ние тука по старите, тоа наследство да го пренесеме на нив, но треба малку и да се заложиме повеќе, да организираме некој центар, за да можеме да ги вклучиме. Многу е жалосно рачните работи да изумрат. Тоа е наше богатство, наше културно наследство. Така е, она што целиот свет најмногу го признава, тоа е рачното богатство и културното наследство, Шинка. Име кое што јас морам да кажам прв пат го слушнав, но во разговорот, еве сега тоа и ќе го името на повториме. мојата баба и така, кај нас обично името продолжува во Женското дете наследство. си го носи, така, ама и си го машкото носи исто од така. баба. Ве Значи, прашав тоа е дали многу понекогаш си е би така. отугиле дел од вашите ракотворби до некој етнолошки музеј. Вашиот одговор е? Јас ово, например, никогаш не би го продала, туку само можам да го подарам на некоја установа. Да го покажеме и така. на нашите гледачи да го видат. Може би Тоа е од тоа свилени рачна. буби правено. Да, значи. специјално е платното правено, исто и оваа тантела е плетена на рака. Исто и овој весе тука пак рачно, се е рачно изработено. И се е, како што рековте, валандовско, од тоа Да, подне. се е валандовско и настојавме да го пренесеме вој на нашите внуци, колку се заинтересирани, само треба ние да ги потикнуваме, за да може да се продолжи. Ова е нашата валандовска, јас би рекла, уметничка работилница. Со вас ќе останеме до крајот на емисијата. А низ валандовските улици, шетајки и барајки по старите занаети, слушнавме разни приказни, слушнавме разни интересни случки и избиднувања, но ете се задржавме толку во една населба или мало, ама да не откривам се, бидејќи навистина ќе видите колку интересно приказна и за занает кој што полека одумира. Поентата за доаѓањето во оваа куќа на Христијан Тодоровски Карпожи број 4 е посетата кај Ристе. Здраво, Ристе. Како сте? Добро. Домаќине како е? Добро, што? Знаете дека прв пат влегувам во ваква просторија каде што се изработуваат самари. Колку долго го работите овој занат? Овој занат? Односно, занаетите се предаваат од колено на колено. Од колено на колено овој предедо занаат. Предедо, дедо ми, татко ми и јас. Сега вас има Сега, кој да наследи? сега нема кој да наследи. Нема, Никој од нема. младината веќе не се Нема. работи овој занат. Никој не избагават деца, ни едно дете не прифаќа. Да кажеме како се изработува еден сам. Самара се изработува
2,5 дена од почеток, од дрво до обично дрво, кога ќе почнеш да работиш со кожи, со слама, со кебе, со канапси, со 60, да се изработат 2,5 дена треба да го работиш еден добар самар да направиш. Со што се полни со слама? Со слама, А се гледам малку се различни, значи ова е сосема поразлично од тој модел там. Види сега, тие се стари сомар. Тие се само дрванарите кој иде мештирија кога ќе дојде, само сака стеля, а сечум му врзум да не чека 2-3 сата. Да чинам, може одман да го, за кратко време може да го направиме и да си одам мештирија, да нема губа време. Од каде имате најмногу нарачки? Кој ве нарачува најмногу? Најмногу доторачи што работат у Кожув, во Гредечката планина, Што носат дрва? Беласица, што носат дрва, али многу ретко се намалија тие луѓе. И колку може да издржи еден ваков самар? Зависи кај ќе го работи. По ваши искуства, ако знаете дека често се ставаат дрва на него. Дрварари може 2-3-4 години може, ако го зачува. Ако некој може и да падне до битко и до вечер да го скрши. Дали сте се исплатили овој занет? Вложуваш многу труд, ама Види се се. исплати? Види, до сега добро беше, се исплашкише, ама сега намаля бидејќи нема народу пари, не купуват и нема и анџик да преживееме. А од него цел живот не е само на занаатот. Ништо друго не сум работил, освен занаатот. Neka plaća, ke prestana, samo ti
Почитувани гледачи, Јадранка и Ристо Тушевски ги слушнавме со една песна од Валандовскиот фестивал. Јас на почетокот на емисијата најавив дека на 7 и 8 јуни ќе се одржи 29-тото поред издание на Фолкфест Валандово, до година здравје, 30-тиот јубилеј. Задоволство ми е што ќе поразговарам со господинот Леонид Манчев, сите добро го познаваат како Лидо, човек, еден од иницијаторите, би рекол, основоположник на Валандовскиот фолк фестивал. Лидо, добар ден. Добар ден. Навистина, верувам дека задоволство е кога за себе имате 29 години, 30 години следната година, еден прекрасен јубилеј. Знаеме дека Валандово остави едни значени траги во македонската фолк музика, во македонската фолк култура. А видите, прво да ги поздравам гледачите на македонска телевизија кои што допринесе најмногу за Валандово. Да кажем нешто за почетокот. Валандово започна да се припрема 84 година. Да. Благодарение на соработката со Костадин Костадиновски и Драги Митев, го почнавме Валандово со припреми и така во 1985 година го почнавме првенецот на македонската новосоздадена песна. Низ овие години минаа многу автори на текстови, на музика, на аранжери и благодарение на сите тие чинители на фолк фестивалот, а да не забораваме и естрадата кој што ја донесе Многу пејачи произлегува токму од валандовската сцена, нели? Така создадовме еден фонд огромен на валандовската сцена за Македонија. Имаме некоја бројка над 1000 песни веќе продуцирани на Валандовскиот фестивал, што е навистина една огромна бројка и мора да кажеме голем број на популарни, хитовски, антологиски песни, нели? Да, голем број од песните веќе се обнародија и се пеат по свадби, по криштевки и така натаму. И тоа е благодетот на Фолкфест за Валандово, да се песните што се пеат остане трага позади нив, а не да се пеат и да се заборават. Да. Вие бевте долги години, нели, директор на Домот на културата, сега сте во пензија, но понатаму продолжувате активно, нели, со како раководител на распејаните валандовчани. Па видите, човек од кој ќе мине еден вреден период, редно е да нешто воспостави и остави трага позади себе. Она што беше Дом на култура и Фолкфест за Валандово, веќе е минато, бидејќи сум јас од 2006 пензионер, а од 2003 почнав да работам и со првите распеани валандовчани од 74 и со 2003 година со моментално распеани валандовчани, така да благодетот е огромен, се наоѓа кај да се потроши времето, да не биде џабе изгубено време, него да биде плодно. Огромен, да, во тој дел. Имате доста настапи, доста активности, нели, со распеани валандовчани. Јас останува да ви посакам добро здравје и понатаму да бидете дел и од Валандовскиот фестивал, се разбира и од распеани валандовчани. Јас исто ви го посакувам на МТВ да биде постојано во Валандово. МТВ е, како што рековте, уште од самиот почеток од 85-та со Валандово, така ќе биде и понатаму. А ние продолжуваме со песни од Валандовскиот фестивал. Следува песна со Владко Вучков.
Сега се наоѓаме во музејската збирка при Домот на културата во Валандово. Овдека се наоѓаат експонати, материјална култура од Исар Марвинци и Зелениште Валандово. Општина Валандово изобилува со многу локалитети од антиката, римско време, византиско време и што е нормално од праисторијата. Со тоа кажуваме дека во Валандовската општина била населена уште во праисторијата, некаде уште во 10-11 век пред нашата ера. Тоа можеме да го докажеме преку искупувањата кои се извршени на локалитетот Исар Марвинци, така наречената Јужна некропола. Тама е пронајдена многу материјална култура од тоа време, која е од огромно значење за македонската историја. Досега имат искупувано многу наши иминентни професори, но треба да се каже дека првите искупувања се започнати уште во далечната 56-57 година од иминентните професори Борка Јосифовска и Соколовска. Уште тогаш е констатирано дека во општината Валандово, тоест на Исар Марвинци, се наоѓа некој град кој е од големо значење. Уште значено е тоа што и сега денеска се извршуваат и понатака искупувања на локалитетот Исар Марвинци и оваа материјална култура која одека ние скромно ја поседуваме е само мал дел од она што е досега пронајдено на Исар Марвинци. Не е само локалитетот Исар Марвинци во прашање, тука е прашање и самиот град Валандово, затоа што и Валандово се наоѓа на ископетини, тоест исто така од праисторијата, па све негде до 5-6 век. Тоа докажува дека и оние големи земјотреси влијаеле и на овие градови, што значи дека биле разурнати и животот сепак понатака продолжува само со помала дислокација на населението кон север или кон југ. Освен материјалната култура, што за Валандово можеме да се зборува преку материјалната култура, ние имаме и први податоци во литературата уште од антиката. Значи за овие луѓе зборуваат уште и тогашните писатели кои ги спомнуваат дека луѓето од градот и до мене учествувале на Олимписките игри, тоест на Делфиските игри 42-49 година, што значи дека имале некоја си поголема привилегија во тоа време, затоа што да се учествува на тие игри требало да бидеш приврзаник или да добиеш некоја си овластување за да учествуваш на тие игри. Знаеме дека оваа територија, значи од праисторијата па и понатака припаѓала на Македонија. Тоа е античка Македонија. Најверојатно тука живееле античките пајанци, што резултираат и со нивната материјална култура. Почитувани гледачи, дел од денешнава емисија Плетенка се и овие млади играорци од културно-уметничкото друштво Никола Јонков Вапцаров, кои што помалку ќе ги видиме со кореографијата, односно сплет игри од Источна Македонија. Но претходно да кажам дека во претходниот период, во април месец и мај, културно-уметничкото друштво Никола Јонков Вапцаров имаше доста активности, така во април две детски групи ја представува Македонија во Турција на Меѓународниот ден на децата. Потоа за Великден се одржува традиционалните великденски средби во Лисиче од 14 до 18 мај, а вчера беше одржан детскиот фолклорен фестивал Светови од меѓународен карактер во организација на Вапцаров. Исто така, вчера во црквата Свети апостоли Петар и Павле во Лисиче беа одржани регионалните детски смотри од Скопскиот регион во организација на Софам, а домаќин беше Вапцаров. А сега следува настапот на детската група, една од повеќето детски групи на Вапцаров со сплет игри од Источна Македонија. Добрете, деци.
Ете што ти значи младешка енергија. Не само што внесоа многу енергија, многу атмосфера, ја подигна атмосферата. Некој заигра, ама нас навистина не стана овде многу жешко. Добре дојде и на нашите пријатели и гости, Јован Куцевски, директорот на Домот за култура 25 мај и господинот Мирче Карамуџев во организацијата на брендот Folkfest Валандово долги години и новинарите веќе ве препознаваат како през служба. Господине Куцевски, еднаш рековме за љубов заминавте во Валандово, ама останавте во Валандово. Да, и вечно. Вечно остана во Валандово и мислам дека ќе останеме до крај. Нема да се каете сигурно? Најнормално. Добро, на почетокот само да кажеме дека освен оно што ни е прва асоциација Калинката за Валандово, 30 години до година, дај Боже, веќе најдобриот и најубавиот фестивал во Македонија, па некои велат и пошироко, Folkfest Валандово. Подготовките до каде се? И јас мислам дека е најдобар фестивал, докажам до сега. Подготовките се на крај веќе. Повеќе може и мојот колега Миршо да ви извести Вие за... како воведа ни дадете. Значи, јас во воведот и некои кога бевте во Валандово ви кажав дека Folkfest Валандово 9 месеци се работи и не оставаме ништо на случајност. Валандово едва чекаме да дојде времето 7-8 јуни да почнеме, затоа што едва чекаме да видиме како ќе биде Folkfest Валандово. Да. Мислам дека ќе биде еден меѓу најдобрите и повторно, бидејќи воедно се припремаме и за 30 годишнината. Така, ова ќе биде само една подготовка. Карамуџев, пресконференциите, онака како од прва секогаш одат со вас. Оваа година, како и лани, во 2 вечери. Првата вечер ќе биде ревијална, втората вечер ќе биде со надпреварувачки карактер. Так. Па од минатата година имаме нова концепција. Значи првата е ретроспективна или ревијална вечер, каде се презентира она творече што Валандово за сите овие изминати години го има дадено. Околу 1050 нови создадени македонски песни, едно импозантно творештво и добра потез на праведништво како организатори на фестивалот одлучивме да тие песни не бидат подзаборавени, туку една вечер да бидат повторно презентирани пред пошироката македонска јавност. Не само македонска, туку и во диаспората, затоа што преку преносите на македонската телевизија тој директно води и во диаспората. Значи тоа е еден квалитет повише за фестивалот, додека за втората официјална вечер, таа ќе се одржи на 8 јуни, некаде околу 24 ново создадени македонски песни. Значи Валандово продолжува пак со создавање ново творештво, кое е негова и главна концептиска цел, уште од далече 1985 година, на кој ќе настапат исто така реномирани истакнати македонски автори и интерпретатори, но и одреден број дебитанти, пошто е прозван Валандово, бидејќи нема пејач или пејачка или автор кој своите почетоци не ги направил на Валандовскиот фестивал. Тука си придружни манифестации, кои што ќе се случуваат првиот и вториот ден? Па Валандово секој пат во својата концепција од неговото формирање има и придружни манифестации, промоции, сме имале безброј промоции досега на пред се, водиме сметка да се промовира тоа што е присутно на Валандово. Ќе бидат промовирани музичките изданија од Folkfest Валандово 2013 година, значи сите нови 24 композиции кои ќе бидат изведени. Ќе имаме исто така промоција на компакт диск на Нино Величковски, 25 години на Валандово и 30 години солистичка кариера, така да Нино е еден заштитен препознатлив знак на Валандово и тој секој пат своите најдобри промоции и желби секој пат сака да ги прави во Валандово. Во кратки црти оваа година, освен засилувањето кој што го имаме аплауз од валандовчани. До Нино и од Нино. Доволно се разбира, продолжуваме уште малку време имаме за разговорот. Оваа година и советот е заселен со личности кои што и како навистина се значени. Така ова година по иницијатива на господинот директор Јован Куцевски и градоначалникот така формиравме еден навистина совет кој е за респект. Јован Кекеновски, професор е председател на советот, тој е истакнат наш човек и од областта на музиката, кој ја познава добро музиката, но и пошироко афирмиран. Овде ме помена Корнети, една навистина изворена личност која може многу да даде на културата. Од македонската телевизија свој представник
Мери Попова, уредник на Македонската телевизија. Се разбира дека сте и вие тука во Советот и уметничкиот директор, сите ние представници градоначалникот на општината Валандово и така. Конференцијата да се каже, сосема за крај господине Кузевски да кажеме дека неизоставни и она што го прави Валандово посебен и уникатен не само заради квалитетот на пејачите и на аранжерите, на композиторите, на текстописците, е продолжувањето на духот од како ќе заврши фестивалот некако продолжува низ улиците и на Дојран, и на Валандово, и на Струмица. И ова година ќе биде така. Сигурно ќе биде така, но секако повеќе ќе биде во Дојран, бидејќи нашите капацитети во Валандово се тие што се, но сепак се дружиме, сите знаат. Најубаво ќе биде ова година, уште побаво ќе биде затоа што ова година ќе ни гостуваат импонентни гости од Србија. Не би сакал да ги спомнам, нека бидат во некоја мала тајност. Значи имиња кои значат нешто и во бившите југословенски простори, а нормално и во народната музика. Мислам дека ги се дружиме и во Дојран и во Валандово. Ова беше само дел од она што значи најава за брендираниот Фолкфест Валандово 2013. Остатокот ќе може да го слушнат и да го пренесат новинарите низ печатените електронските медиуми. Нино Величковски е на својата позиција, секогаш подготвен да ги расположи нашите гледачи од овде од диаспората. Валандовчани го поздравија, а сега верувам дека истиот аплауз ќе го добие и во сите домови во Македонија и во диаспората. Повели Нино. Не сум многу остарен, не сум ниту досаден, премногу барав, премалку добив, равно на осамен. Премногу барав, премалку добив, равно на осамен. Уште еднаш љубовта да ми тропне на врата, снег во коси да ми стопи, душа да подмлада. Звезди да ми сошијат, костум боја шербетна, неделно утро со неа така да шетам под рака. Запознав, многу очи расплакав, дојде време да се плати се што расипав. Но тоа е во чашата, а јас ке го преместам. Мојата среќа може би чека, јас да се освестам. Мојата среќа може би чека, јас да се освестам. Уште еднаш љубовта да ми тропне на врата, снег во коси да ми стопи, душа да подмлада.
utro, sonea taka, da šetam pod raka. Nedeljno utro, sonea taka, da šetam pod raka. Еве, Нино продолжува да пее. Може би повеќето од гледачите се прашуваат зошто Нино Величковски во емисија посветена на Валандово. Па јас, ако земам да ги книжам и бројам годините, значи 25 години сум на Валандово, четврт век, тоа е прилично еден период. И 30 години мој се чувствуваш веќе доста Да, Валандовчанин, ја мислам како дел вака, значи припаѓам на Валандово, почнав далечната 87 година, по мајка Велешенец, по татко Кумановец. Пред малку спомнаме, годинава ќе прославуваме еден убав јубилеј 25 години од твоите солистички настапи на Валандово. Многу убави песни зад себе, многу соработки со еминентни авторски имиња и она што е најважно, другарување, дружба, пријателства со целата музичка фела и сите гости присутни на Валандовскиот фестивал. Па сакам да кажам и да признам отворено, јас за чекорив на Валандовската сцена, значи ги почнав моите први музички чекори и многу ми е драго што да вистина и авторски со мојот покојен композитор Миодраг Божиновски Мичо направивме едно бабино девојче кој е заштитен знак и долги години пеена и ќе се пее песната со многу авторски имиња, како што рековте, во последните 7-8 години веќе 3 пати па и прва награда од стручно жири, што мене ми е особено драго, што нормално од Валандовчани, од сите оние што ја пратат и цела Република Македонија, престижен фестивал, преку 1000 песни, само по себе зборува дека е еден од најдобрите фестивали, што Траен Белек останува и ќе долги години ќе живее, дај Боже, и со многу песни ќе... Нино, ќе се дружиме на Валандово, да ти посакам и 50 годишниот јубилеј да го прославиме. Да сте живи и здрави за многу години. А ние продолжуваме со уште еден прилог кој што зборува за прекрасните цветни дворови во Валандово. Не сум баш сосема сигурна дали од прво ќе го најдам дворот. Црквата остана од таа страна. Ова ме подсетува и ме асоцира на локацијата која што ја бараме. Само да најдам уште некој маркер, ама мислам дека сме на вистинското место. Да, сега видов еден сигнал од таму што ми даде дека се наоѓаме на вистинското место. Значи, за неколку секунди ќе го откриете најубавиот двор не само во Валандово, ама мислам дури и во цела Македонија. Ова е рај. Ако за нешто сме мечтаеле што е рај, ова е вистинско место за уживање. Не го барам веднаш ристем, да одам да уживам 5 минути сама, а потоа мислам дека ќе прашам ако е тука, одлично, ќе поразговараме со него. Ако не е тука, заедно со екипата ќе уживаме во оваа прекрасна убавина. Сепак мислам дека и многу екопаркови што ги има во Македонија може да му позавидат на овој прекрасен двор на еден човек кој што со толку љубов умее да го направи и да го склопи, да изгледа природно и да биде вистинска оаза за одмор. Леле, Ели, 5 години си дошла. 5 години те немам видено. И вака те најавено? Да. Епа така. Си најубаво. Слушај, седни се овде до мене. Ајде. Понекогаш велат ненајавените гости, најдобри гости се. Да. Сите валандовчани од тебе зема корен за да насада така, ама сега гледам нови содржини. Што ново стане? Па, почнувајќи од блесот на да го кажеме паркот или дворот, миниатурни кугички, селски, потоа ново мозаикот продолжен со шара разна со македонското знаме, со детелинка, со буламара, се тоа за среќа и килими, како килим од камења направен. Црквата беше, дали каманарото е ново и крштелната. И тоа го направи? Да, да. Речето баш ти треба да
Фигурите гледам дека исто некои од фигурите остана. Некој остана, Пората остана. да. Те се од каде не ти доаѓаат гости од сите можни земји, гледаш колку си прочен, ќе те најдат да дојдат да го видат овој прекрасен двор. Па добри луѓе, мислам, народ ги има што има што да видат и го сакаат човекот. Да, ние сме овде детски, ама јас мислам дека навистина е прекрасно да има шанса луѓето да дојдат и да видат како ова изгледа уште поубаво и поромантично ноќе, кога е осветлено со овие прекрасни фенери. Правите седенки, особено после валандовските вечери? Да, со пријателите, со другарите, обавезно. Многу од пејачите сакаат да сликаат овде спотови? Па имате и снимено веќе двојца тројца и Сузана Трунџиева, нашата роднина. Ја морам да роднини од после се најдовте? Да, од после се најдовте на Фолкфест кој прв пат беше пред 15 години. Сега тога беше каде што беше чартакот, веќе го нема, тука ќе има сега оформена детелина со 4 листа, ќе има нова фонтана и така да обновиме, мислам да има нешто промени, пак да дојдете од македонската телевизија. Ама фурната ти е активна, тамо постојано се прави некои специјалитети. Да, фурната најмногу печеме леп. За месо не сме баш мајстори, треба постарите да ни покажат како тоа да го испечеме, али за леп сме прваци. Но лепче, мислам, може после да го пробате. Добро, ти одмораш некогаш или никогаш не одмораш? Постојано мислиш нешто ново да направиш. Како ти доаѓа тоа, како визија, како гледаш од интернет, некои идеи од страна ги собираш па ги реализираш или? Не, јас овде во дворот кога работам одморам на некој начин. Тоа ми е одмор. А идеите светнува ламбата и идејата е готова. Вечено време или кога седам и тоа не преку интернет не се занимавам со тоа, него само од себе. Ја слушам фонтаната позади и во право биле луѓето кога ќе велат дека водата има многу смирувачко дејство врз луѓето и луѓето кои што сакаат вистински да се одморат треба да видат од фонтаните. Ама има и некои супер туризм. Тоа намерно е направено? Не, тоа се жаби. Да, има жаби, живи жаби има и тоа освен нив и мислам и славечињата може да слушнат од реката. Овој период сега се овдека до 15 јуни или јули мислам и го дава тој убав звук и таа убавина на целиот простор.
Манастирот Свети Ѓорги, како мал бисер оставен сред зеленилото на планината Плавуш, во окото на намирникот се сместува со допирот на природата, а во срцето го чува мелемот од спокој и тишина. Манастирски комплекс во кој се ужива, обкружен од насликани и лековити води. Уште во средниот век постоела црква посветена на великомаченик Светец Ѓорги, изградена 1344 година од српскиот цар Стефан. По своите куполи, фрески и икони, по својата естетика и бакарниот оцјај, за неа се слушало и во Шведска и во Германија. Еве вака ја почна својата приказна Чичко Симо, кој веќе 20 години служи во ова светилиште. Тој првите години беше сам, а потоа му се придружи неговата сопруга да се грижат за, како што велат, нашиот свет дом. Првото смирува после, Свети Ѓорге најголем светец. Он мачи Ѓорге Совиќ. И затоа малку мир дава, смирува. Денешната еднокоробна црква има низок свод со скромен фонд од икони, мали олтарни огради и мал иконостас. Од десната страна е владичкиот стол, а лево од него иконите. На Ѓурѓовден стотици луѓе престојуваат во овој комплекс носејќи молитва за здравје. Некои преноќуваат, мислејќи дека тука ќе најдат лек за својата мака. Нека е напомаш Свети Ѓорги, кога ќе дојде денот ова свето место, повторно да блесне во сиот сјај, како што бележал некогаш Челебија. Ќе дојде денот, кога низ желба, некој нов неимар за здравје ќе дослика икони, ќе го изглаби дрворезот, ќе ги накити зидовите и душата на ово мало светилиште. Мало по квадратура, но моќно по силата на верата и молитвата.
за пејач, ама не те научиле да плетеш и да весиш. Плетање и штрикање не ми иде, не го научив тоа. Сега ти рече дека имаш едно прашање до нашите вешти раце овде. Па прашање, не знам како се Кога ќе одиме во Валандово, што да не почесам? На Маджун, на Раванија со смокви, најубави валандовски смокви. Сок од калинка? Сок од калинка и ракија ар на времето беше, или анска река. Сега не знам како. Бидува така? Бидува. Како и сите други гости што ќе дочекувате? Секој гост е најдобро дочекан кај насите во сите фамилии, а без чаша вода или сок од калинки, сладко од смокви, неизбежно. Вела дека сокот од калинка и сите напитоци од калинка е многу лекови, вистински еликсир е. Вистински така е. Тука може само да се види во Валандово. Сакаш Нино да го пробаш? Така. На крајот на За емисијата. грлото, Добро. да. Само уште една реченица да кажеме дека ова што го плетете, веднаш може да се пласира и да се купи. Ова е еден модел кој што токму во моментот нашата драга Станка веќе го заплете, а до крајот на денот веројатно ќе биде и готов. Така знаете да ги пласирате, имате откуп. Да, нашата камера веќе го фаќа, но вие можете да кажете дека навистина младите еве се влюбени во ваков се влюбени вид во вакви плетени работи, така да доста од нив ги имат купано кај мене од дома лично и имат голем избор. Прилика, да ти кажам право. Голем избор имат, сами си го бират моделот и бојата. Конецот е природен и затоа и по-лесно се троше, не е и синтетика. Добро, јас и Нино ќе прошетаме, ќе го земеш моделот да го однесеме таму зад камерите, а веќе ќе можеме на сцената уште една композиција токму од овој регион Валандово со песна повторно во плетенка. Владко, повели. Usni me si spojile, a ovi stioga duši gorele. Imalo je race, me si doprele, a na sedmo nebo zajedno šetale. A na sedmo nebo zajedno šetale. Dami, a na krani duša.
pažljivo. Ti si ta što ja čekam, da mi ja nahrani duša ta. Ti si ta što ja čekam, da mi ja otvori vrata. Ti si ta što ja čekam, da mi ja otvori vrata. Мои соговорни почитувани гледачи е легендата на валандовскиот, секако и на македонскиот фудбал, Миле Боев. Сигурно љубителите на фудбалот добро се сеќаваат. Миле Боев, член на фудбалскиот клуб Победа од Валандово. По мои сознание, фудбалот во Валандово е почнат од 1922 година, кој се мисли дека браќата Костадинови го донеселе првиот фудбал. Инако, Победа од Валандово во 65 и 67 година има учествувано на 2 квалификации за влез во Републичка лига, тогашна Републичка лига, но за жал и за двата успеси, мислам, немат успех, не успеа да влезат, но затоа големиот подем на фудбалот во Валандово доаѓа во 70 години, кога Победа направува еден добар тим и во 75-76 година успеа да влезе во тогашна Републичка лига. До 95 година константно игравме во Републичка лига и во почетокот 75-76 година го освоивме и второто место во Републичката лига. Но за жал 95 година, кога требаше да влеземе во тогашна прва лига, од така наречени административни работи, не успеавме да влеземе, иако на зелениот терен ние бевме први. Сигурно интересот меѓу валандовчани бил огромен. Се сеќавате на тие надпревари со фудбалски надпревар со полни трибини? Па да, нашиот стадион еден е од помалите, но во тоа време беше полн со 5-6 илјади гледачи. И можам да кажам дека во тој период и Победа Валандово доста даде голем број на фудбалери. Може да спомнам некои покојниот Грошев, Митевски, Зајков, Узунов, Василев, да ми извинат, може и доста има друзи што нема да спомнам, но доста фудбалери излегува до овој крај. Ме интересира дали целиот фудбалски стаж го помина во Победа или настапуваше и за други тимови во Македонија? Па еден период излеков од Валандово и отидов во Белајско Струмица, тогаш на втора лига, источна група во бивша Југославија. Од 83 до 86 учествував во Белајско Струмица. Кажете ми, каква е ситуацијата моментално во Валандово? Има млада екипа, во кој надпреварување сега настапува Победа? Па после 95 година Победа Валандово имаше доста назадување. Моментално сега Победа Валандово се надпреварува во општинска фудбалска лига и се надеваме на подобри денови и подобри успеси. Преку душава зад прагот твој влегов после година, тука е прстенот и од свадба слики две. Гледам дека тука имаш скоро се, само љубов не. Гледам дека тука имаш скоро се, само љубов не. Малку треба ова сладко да ми залегне. Дурго служиш, ти ми нудиш, пак да почнеме. Малку треба
treba toј да пристигне и со погледа ме убие, дури ти ги крадам зрешите, пардон, усните. Малку треба тој да пристигне и со погледа ме убие, дури ти ги крадам зрешите, пардон, усните. Ke ja poslušam, noć take sokrije, mnogu sozi eden gre, a od utre tije što gi izbrav me, ke gi laže me, a od utre tije što gi izbrav me, ke gi laže me. Slatko da mi zaletne, durgo služiš, ti mi nudiš, pa da počneme. Malko treba toј da pristigne i so pogleda me ubije, duri ti gi kradam zrešite, pardon, usnite. Malku treba toј da pristigne i so pogleda me ubije, duri ti gi kradam zrešite, pardon, usnite. Дента манџа даваме со месо. Да. И ваја манастирска манџа. Сега не интересира како се подготвува таа манџа. Таа манџа со што се состои? Се подготвува со крумит, мирдија, магданоз и месо. Какво месо? Јагнешко месо. Јагнешко месо се подготвува. Прво се дробе крумидо, се спреме и се става крумидо, се испржува и ставаме месото и тоа се испржува со крумидо и после ставаме вода, вагета, сичко натре зачини и после од кај ќе се свара месото, го запржаваме, оставаме да запршка. Да. Малко со брашненце, со вагетичка па, црвен пипер, црвен пипер, зачини се. Многу вкусна. Многу вкусна манџа, многу. Да. 7 рани правиме дента, не останава ништо. Традицијата на подготвување млечни кипити со домашни кори и јајца во Валандово е стара со децении. Младите ја продолжуваат ова традиција на посовремен начин. Тавата се намрсува со зејтин, се става еден ред домашни кори, потоа се става, има рецепт со 15 јајца ставивме, 1,5 литар млеко и 600 грама шекер. Се подпечуват корите во релната и потоа се поливат и млечникот е готов. Млечникот на некој начин е благ специјалитет. Да, ова е како десерт. Да. Може да се користи после јадење. Кажете ни нешто за валандовската пита. Еве тука ни подготвивте пита со месо и пита со сирење. Па се припремаат исто на сличен начин,
како со млечникот, исто се прави, само ставаме во средина мелено месо, припремено со кромит и со зачини. И така, пак исто варелната се подпечува, така се прави исто и сирењето, пита со сирење, пита со мелено месо. Ова е традиционално јадење, како што спомнавме. Да. Верувам се пренесува од колено на колено од постарите кон помладите генерации. Да, порано ги правеле на домашен начин на нашите мајки и баби. Сега и користиме корите од Агрипро и така. И им е олеснето за да побрзо ги направат питите. Убаво рече Нино, малку треба и ние навистина уште малку ќе се заборавевме, уште можеби половина час да имавме од емисијата, уште ќе ги наполневме со убави содржини и со вакви гости како што се тука. Знаеш сега што зборувавме, ајде ќе кажеме сега и пред нашите гости, и пред домаќините, пред малите екрани и овде и секаде. Рековме дека во многу градови каде што одевме, видовме нешто ново, откривме нешто, ама кога поминуваш некако низ Валандовските улици, низ чардаците кај што се накитени со цвеќе, низ луѓето кои што постојано те пресретнуваат како да си најубав пријател, мислам дека навистина убаво се чувствуваме. Рековме Валандово е млад, односно мал град, но има уште многу теми. Валандовчани се прекрасни домаќини, секогаш гостопримливи со голем дух. Затоа ве покануваме, почитувани гледачи, еве имате можност на 7 и 8 јуни да бидете дел од Валандовскиот фестивал, да бидете гости на Валандовчани и заедно да ја прославуваме песната. Да, и да видат како се слави после Валандовската прва и втора вечер, реков, забавата продолжува низ Валандовските улици, низ Дојранските улици, но и Струмичките улици. Секако. Овде останува или да се одјавиме со нашите гледачи, да ви заблагодариме за вниманието, да ги поздравиме сите наши гости кои што ни ја разубавија ова денешна емисија. И да им посакаме среќен пат Секако, до Валандово назад, да ги поздрават оние кои што не ги сликаме. Да ги поздравиме и овие млади играорци кои што ќе бидат и понатаму дел од нашата емисија. И се разбира, голем поздрав до сите кои што не следат во диаспората. Се надевам дека овие час и половина им поминаа во наше друштво, ги развеселивме, ги потсетивме на убавите работи од тука, од нашата убава сончева Македонија. Пријатно до следната недела. Пријатно.